Mnogobrojni причини доведуваат до несреќи. Незнаење и неукост, невнимателност и непредпазливост, површност. Помошта на човекот во несреќа или на ранетиот во војна или на болниот е акт на човечка солидарност и е морална должност на човекот спрема човек. За правилно давање прва помош треба да бидеме теоретски и практично подготвени. Само така во секој пример можеме да преземеме мерки брзо, правилно и во соодветен редослед. Прва помош. За сочувување на животот на унесреќениот често не е потребно ништо повеќе од судбоносното движење на раката. Од неколку секунди или минути трае таа интервенција. За жал, се уште во цивилизираното општество луѓето умираат или остануваат тешки инвалиди, бидејќи никој при несреќата не им укажал навреме прва помош. Чуден е менталитетот на човекот кој мисли дека некој друг е должен да му помага нему и на другите, а самиот не чувствува никаква должност за чување на здравјето на другите, дури и во моментот кога животот на другиот е во опасност. При давањето прва помош на поголем број повредени, најпрвин истите треба да ги распределиме според загрозеноста на животните функции и тежината на повредата. Тоа се вика триажа. Намената на триажата е да се пронајдат најтешко повредените, значи оние кои силно крвават, кои се задушуваат и оние кои се во безсознание. Таквите лежат безпомошно и не викаат за помош. При поголемите несреќи и елементарните непогоди, организирана прва помош дава екипата составена од 2 тројки. Водачот на тројката најпрво го прегледува просторот каде што се повредените и го одредува редоследот на давањето на неодложната прва помош. Членовите на тројката веднаш по упатствата на водачот на тројката му помагаат на повредениот. Во оваа група се 4 повредени и 2 лица кои при незгодата се психички погодени. Водачот на тројката при ориентациониот преглед го одредува отстранувањето на паничните и психички погодените. Истовремено пак со друг член на екипата му дава прва помош на повредениот со силно крвавење од раната на десниот образ и на повредениот со скршени ребра. Повредата што ви ја прикажавме доста честа при разни меѓусебни пресметки и се разбира и во воено време. Силното крвавење на раната на десниот образ и гребаницата на десната носница може да настане и во современиот патен сообраќај. По завршувањето на ориентациониот преглед и дадената неодложна прва помош, тројката најпрво го згрижува повредениот со силно крвавење. Раната што силно крвави на десниот образ ја згрижуваат со компресивна преврска која ја прават така што раната ја покриваат со стерилна газа и на неа ставаат цврсто свиткан завој. Потоа се заедно цврсто го преврзуваат за да престане крвавењето. Гребаницата на носницата ја покриваат со повеќе слоеви стерилна газа и ја прицврстуваат со фластер. Следниот пример ви покажува типична повреда од борба во воено време. А повредата е типична и при меѓусебните пресметки меѓу момчињата. Кај нас тоа е веќе историја, а сепак може да дојде до длабоки рани на стомакот, од кои се гледаат цревата.
Сега тројката го згрижува повредениот со рана на стомакот. Раната стерилно ја покриваат и нежно ја преврзуваат. Цревата не смееме повторно да ги потиснуваме во стомачната празнина. По згрижувањето повредениот лежи на грб со подигнато зглавје и свиткани колена. Следниот пример може да се случи при земјотресите. Таквите незгоди се многу бројни и при работата и при тешките железнички несреќи. Се разбира, потешките предизвикуваат повеќе такви примери. Телото е стиснато, долните екстремитети исто така, челото е изгребано и рана на задната страна на левата рака. Сега тројката го згрижува третиот повреден кој е стиснат во урнатините. Кога водачот на тројката утврдил дека повредениот нема повредени стомачни органи, му даваа да пие течно со додаток на сол за јадење. Ако се сомневаме дека му се повредени органите за варење, ништо не смееме да му дадеме за пиење. Истовремено од него ги отстрануваме урнатините и потоа стерилно му ги преврзуваме раните на раката и челото. Долните екстремитети и раката му ги имобилизираме, бидејќи има поголема длабока рана. По згрижувањето пак му даваме да пие. Невнимателноста, алкохолот, агресивноста и нестрпливоста доведуваат до многу сообраќајни несреќи. Скршеното ребро, при што повредениот тешко дише, е типична незгода во сообраќајот. Се разбира и при елементарни несреќи, како што е, на пример, земјотресот, а со таква повреда се среќаваме и во воено време. Најпосле, тројката го згрижува и овој повреден. Уште при неодложната прва помош го згрижуваме повредениот кога го поставивме во полуседечка положба. На тој начин сме му овозможиле полесно да дише, а сега уште го потпираат на грбот со ќебе.
По завршеното згрижување на самото место на несреќата, водачот на тројката подготвува се што е потребно за евакуација во најблиската здравствена установа. Со транспортната триажа ги одредува редоследот на евакуацијата, положбата на повредените при транспортирањето, односно превозот или преносот, како и транспортното средство.